Добар ден, почитувани гледачи. Еве сме во нашето време резервирано за контактната емисија Очи во очи на телевизија 24. Она за што денеска ќе разговараме има поврзаност со правосудниот систем, а пред се однесува на финансиската полиција или прецизно кажано управата за финансиска полиција. Колку сметате дека таа добро си ја работи работата, колку сметате дека тој механизам функционира добро, како што гледате еве од темата финансиската полиција поднесува кривични пријави, предметите заглавуваат во обвинителствата и судот, колку значи таа процедура, тој процес функционира соодветно, од една страна кривичните пријави кои се поднесуваат, а од друга страна решените предмети. Ова еве врз основа на тоа што, да речеме, на крајот од минатата година, податоците за изминатата година покажуваат дека, а еве Макфакс всушност ќе кажам побарање на пристап до информации од јавен карактер, доаѓа до информации дека обвинителството оформило случаи по сите предмети, а ги имало многу. Еве, всушност, само од август минатата година до ноември се 57 кривични пријави против 128 лица за сторени 77 кривични дела, а вредноста за која државата е оштетена е близу 1 милијарда евра. Имено за изминатата година се вели дека обвинителството оформило случај по сите предмети, но ете заклучно со минатата година во казнена постапка во судот се нашле само 2 обвиненија. Со други зборови, ниту еден случај не бил решен од обвинителствата и судот. Неодамна или на 21 оваа година, 21 јуни, имавме и пресконференција на Управата за финансиска полиција и таму беа презентирани резултатите од работата на ова тело. Се сеќавате дека беа во фокусот 3 кривични пријави, помеѓу кои за Македонската радиотелевизија и Институт за јавно здравје и акционерското друштво ТЕТО, односно гасната централа. Меѓутоа, и тука еве соопштија од финансиската полиција дека од почетокот на годината се поднесени над 28 пријави против 51 лице и така натаму. Купен износ дури над 1 милијарда и 200.000 евра, грубо кажано. Колку, значи, ја гледаат својата развршница овие случаи. Во врска со МРТ, еве и би спомнал само дека МРТ ја демантираш, излезе со демант контра финансиската полиција, апропо обвинението, односно за наводна злоупотреба на процедурата, односно проневера на средства за земениот кредит од страна на МРТ. МРТ вели дека тие работат со посебен закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и не според законот за јавни предпријатија, па затоа немале обврска да бараат согласност од собранието. Ете чисто прилика да се спомне и тој демант на МРТ, а во врска со обвинувањето на финансиската полиција. Сега и денеска имаме, секако ја следите и акцијата која во Љуботен се одбиваше практично до неодамна за нелегална трговија со тутун, наводно. Немаме се уште детали околу тоа, меѓутоа сите овие настани еве наведоа да проговориме малку повеќе за ова. Генерално ете повторно за функционирањето на институциите поврзани со правдата или правото, ако сакате, и во толку повеќе што и вечерашнава емисија со колегата Младен Чадиковски отворено ќе биде токму на тема Управата за финансиска полиција, односно оваа сфера од правосудниот систем. Така што еве тоа и е причината зашто се определивме во оваа емисија да проговориме токму за оваа тема, а потоа ете вашите мислења, впечатоци можете секако да ги заокружите и со вечерашната емисија отворено. Да не должам повеќе, доколку имаме гледачи, можеме да почнеме веднаш. Добар ден, повелете.
Добар ден, Мукич. Повелете, како сте? Поздрав за вас и екипите и гледачите. Повелете. Две темите кои ги ставите се за Љуботен и за првата за ова у радио телевизија што се случува македонска. Да. Генерално финансиска полиција и колку предметите се решаваат, колку ја гледаат завршницата. Добре, само нека работи така. Јас жал ми е за во Љуботен што се случува, меѓутоа за тутунот е закон, нели? Да се пријавиш во монополот или тутунов комбинат каде што припаѓаш и треба да се пријавиш колку корени ќе насадиш. Исто тоа имаш препарати, расад, не знам што, ѓубрива, све имаш бенефици таму и треба да се пријави тоа на црно. Не е дозволено, јас колку што знам, барам памтам ја од пред 30-40 години кога ставевме ние кај Насто Буковиќ тутун, моравме да извадиме истрика што викаше тоа време. И после кој ќе дојде време за калапење, за откуп, ти носат оние харари, ние ги викавме, што го завиткуваш тутунот тоа од ленје, го калапиш и го пакуваш по 2-30 кг од прилика и се носи у монополот. Да, тука се шверцуваше и тоа време, да речеме неколку стотина кила, 100-200 кила, на црно се продават и пак по голема цена е. Ама вака, као што е, ако има некој, мислам дека е во тек пресконференцијата на, кажа се, не на телевизија. Да, за 16 часот е закажана. Да, па после на вашиот дневник у 5 ќе слушаме сигурно. Да, апсолутно. А и второ, другото беше за МРТВ. Добро. Така имаше, нели, за тоа? Да, јас како пример го дадов од пред некој ден од 21. Кажа, да, 2 милиона и 200 илјади, па... Да, но добро истече времето. Инаку градоначалникот на Бутел Велимир Стојковски изјави дека тутунот не бил легален во рамки на акцијата Љуботен. Она што зборуваме е велам очигледно големиот број на случаи кои финансиската полиција односно случаи за кои финансиската полиција покренува кривични пријави. Тоа се воглавном пријави кои се однесуваат на поранешни функционери, градоначалници, директори на институции, но еве од друга страна колку од тие предмети всушност ја гледаат својата завршница, односно колку се решени. Ете, тоа е прашањето со што всушност и се поставува и наметнува прашањето на воопшто оправданоста на покренување на толку предмети, кога еве гледаме дека завршница практично и да нема, некако истрагата е во тек долго време. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете во програмата. Па ја кидам генерално немодерно случај по случај. Знаеш, полно пати кога сум дискутирал на оваа тема и кога во твојата емисија која се јавам, јас секогаш кажам дека нас ни треба странец или странци ни требат за одредени сегменти. Ево, се докажува со оваа тема што ја поставуваш дека нас ни треба странци во обвинителството. Зошто? Ќе го земам случајот ФЗО или ПИОМ. Так. Не може да искочи обвинителството и да каже дека нема криминал кога државата од државниот буџет исплатила 19 милиона евра камати, што не требало да ги плати, ако све се почитало законот. Значи, таков лапсус, таква лакрдија од изјава, ја не можам да ја сварам како обичен човек. Дали ме разбираш? Да, и ти како новинар. Како може ти да платиш нешто од буџет, а не си требал да го платиш и сега со тоа го просиш 19 милиона на некој си. Биле тие пари тука, да, но тие пари требале на време да завршат таму кај што биле наменети, за да ја сега не плаќам штета. Или земете го случајот Телеком. Како сега може да се појавуваат документи со кои се признава дека се кркале пари како мито, па некој што ги потпишувал тие документи се глуми дека е склеротичен, не се сеќава ништо, дека во минатиот период тие предмети седеле во фиока и чекале да застарат. Так. Од тие причини, гледам дека кај нас политиката е дебело замешана во обвинителството. Да не зборам за кривично правни настани од секојдневниот живот, при политички притисок за преквалификација на дела и такви работи. Так. Зборам за стопанскиот криминал. Политиката е дебело замешана.
И од тие причини некој ќе треба да си одговара и како политичар, но и како директор, а овие јавни обвинители, ако не се способни, бидејќи овдека се работи борба со криминал, тука може и глава да се изгуби. Најубаво е нека си одат. А не да глумат обвинители за тегли ајвари за кебапчиња. Нас ние патиме од големиот криминал, не патиме од кебапчињата и од ајварот. Патиме од големите лопови. И најубаво е тие господа да... Јасно, ве разбирам сосема, ви благодарам за јахувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, денешната тема не е нешто ново кај нас. Вакви акции се случувале и порано. И мислам дека на овие акции треба да им се даде поддршка. Од која причина? Дајте луѓе да застанеме со криминал. Криминал под наводници. Го наведам бидејќи се уште не е докажано дали е тоа криминал или не. Но зошто се јавуваат личности како Артан Груби и да застане на една страна? Како политичар сметам дека во овој момент не можел и не требал да дава изјава се дур не се утврди дали навистина се работи за криминал или не. И затоа сметам дека политиката навистина овдека не треба да се меша. Дали луѓето запленетите 5 тона биле за пазар на црно или не, најверојатно тоа ќе се докаже. Дали со денешна пресконференција или со некоја идна постапка. Така сметам дека навистина давам поддршка на вакви акции, дајте луѓе, сакаме нели Европа. Во Европа вака не се влага. Со вакви малверзации и непочитување на закони на државата. Само сакам да се навратам што се макусо за една изјава на Китанов, кога се работеше за висина на патарините. И поредова патарина Белград Прешево и Скопје Герпели. Се работи за 170 км и се работи за 450 км. Каде што... Да, за жал истече времето. Предпоставувам да сакавте да укажете, односно направите споредба околу износот на патарините. Дете, секако, ајде во некоја друга прилика. Инаку, еве, во врска со денешната акција, селото Љуботен било блокирано од рано утринава, од 5 часот. Граѓаните, всушност, жителите на селото се револтирани, самите го изнеле тутунот, сметаат дека всушност државата не е заинтересирана за нив во било кој аспект да им помогне и дека во тој контекст изјавата на Артан Груби, пратеникот, е дека пренагласена била всушност било присуството на полицијата, сите тие хермелини и така натаму, и тој го смета како спектакл и демонстрација на сила и побара одговори од финансиската полиција. Од друга страна пак директорот на финансиската полиција Арафат Муареми уште и кога дојде на чело на оваа институција во неколку наврати кажа дека ќе стави крај на финансискиот криминал. Еве по 21.6. пред неколку дена кога видовме неколку на пресконференцијата неколку кривични пријави кои беа поднесени, еве сега гледаме последователно и една доста обсежна акција во соработка со припадници на полицијата на МВР. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Па, пред еден краток временски период, министерот Оливер Спасовски, ме слушате? Да, ве слушам одлично, да. Излезе на пресконференција и рече: ние ги откриваме криминалите, поднесуваме адекватни пријави, но тие другите кои треба да ја завршуваат, да ја финализираат нашата работа, тие не си ја завршуваат својата работа. Тука мислеше на делодобвинителство и на судиите. Имаме пример. Гордана треба да оди во затвор, 2 пати одлагаат. Мајчинство. И минатиот пат запоменав со Емел Ранковска.
Како може за еден да важи ова, за друг да не важи ова? Тие направи огромен невиден криминал да го изгуби детето. А сега Гордана не може да оди во затвор. Измислуваат циркуси. Сега доаѓа во Врховен суд, таму може да заглави и таа никогаш да не оди во затвор. Исто такво барање има поднесено и Груевски. Значи, и за него исто важи. Како не може оној министерот, оној во председател на Врховен суд да не реагира? Тој донесува одлуки. Како може да не оди во затвор? Не сакам сега за ова да зборувам за последниот пример. Да, еве да видиме повеќе детали. Да чекаме да видиме. Мислам дека паушално полиција со толкова армада не избегува џабе. Па ќе видиме. Мислам дека ќе има тоа на вашата емисија пак нова тема. Да, секако. Така да нема да зборувам однапред, но судиите не се недопирливи. Така, ви благодарам за јавувањето. Освен деталите за денешната акција во село Љуботен, кои ќе бидат секако соопштени во дневникот во 17 часот, тие ќе бидат дел и од разговорот од вечерашното отворено студио. Добро, одиме со следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар пример беше Гордана со Емил Ранковска. Навистина едната го изгуби бебето, а другата еве си одлага, па може пак е затрудни, пак е си роди, па понатаму, Господ знае како ќе одат работите. Ако потерат ваката, нема никогаш ни затвор да види. Не е важно, така одат работите. Кај нас очигледно дека обвинителството му ги дава на судо, меѓутоа во судо нешто друго се случува, или пак не му ги дава, гинат во обвинителството. Интересен е денешниот случај со тутунот, многу интересен. Планската реколта на тутун е одамна продадена. Субвенциите се земени. Се е направено. Од кај е овај тутун сега? Од каде е? Значи, сознанията на полицијата, на тие што ја бркат таа работа, беа исправни. Меѓутоа, на крајот, сепак, сето тоа се замачка. Излезе дека се е во ред. Тутунот е на производителите, тутунот е вака, тутунот не е тутунот на производителите. Тие, нивниот тутун одавна си го продада. Може да се провери кај го давале, што го давале ако се производители. Ако се заведени како такви. А може овој тутун, Господ знае, може од Албанија, префрлен тука, или од тука спремен за да оди во Албанија на сецкање таму, како што се продава, по пазарите го имаме, решам тутун, значи, за качак, што го викаме ние, за виткање на цигари, може од тој тутун. Ништо не знаеме, ништо е никако е. Меѓутоа, работата е замачкана уште во самиот старт. Јас мислам, вакво замачкување не води кон ништо добро. Треба овој случај да се расветли. Полицијата не беше џабе таму, со хермелини и едно со друго, меѓутоа на крајот се Да, ви благодарам. Таа навистина екипираност и бројност на специјални возила укажува на нешто дека сепак не било нешто очигледно безазлено, макар како дојава, што е навистина во основата, што е во заднината, верувам дека и ќе дознаеме и од денешната пресконференција, значи и час поскоро, но како и да е, до тогаш не разговараме и ги споделуваме вашите мислења. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма сте, добар ден. На линија сум? Да. Океј, фала. Како сте, господине, добар ли сте? Па, многу добро, сега сум одлично кога сум со вас, гледачите, ба да. Браво. Ето, да. Темата ви е вака интересна, меѓутоа да ви кажам нешто. Кажете, да. Нема орган, нема организација во Македонија, државна, квазидржавна, политичка, општествена, синдикална, научна, се, кај што не цветел корупцијата и кај што не постои узурпирање. Тоа е страшно нешто. Бев во Сојсева година-две да кажам да лутам, тоа е страшно нешто, каква узурпација и каква корупција постои.
Да не зборуваме па за судовите за обвинителство. Аха. Тоа е уште пострашно. И сега се поставува прашање како да го разрешиме ова или како да ги направиме тие овие реформи во правосудство. Так. Нема друго, само еден начин има, господине. Вие знаете, сте слушали, вие сте образована личност за Гордијовиот чвор. Така ли знаете за Гордијовиот чвор? Кој е? И како е разрешен Гордијовиот чвор? Не знаете? Како да не, со еден потег. Стигнал Александар Македонски во градот Горди, там со мечот завршена работа. Сега, што треба да направиме во Македонија? Ние имаме околу 700 судии, има околу 200 обвинители. Сите во рок од 24 сата до еден. Со плати, со пензии, се што треба. И ќе се донесат нови луѓе, дипломирани правници со испит се. А овие што ќе бидат сменити, еден по еден ќе ги викаат во внатрешни, сите да прозборат за корупциите и за криминалите што ги правеле. И да видите како ќе се среди државата. Нема да... Така, ви благодарам за јавувањето. Да, нашиот чвор е толку комплициран, заплеткан, што по се изгледа лично ни самиот Горди не би можел да го расплетка и веројатно некој од такви потези, како што спомнавте, единствено може да помогнат да се расплетка таа мрежа. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добро, налог кој им дал на овие финансиска полиција? Молам, не ве слушам. Налог кој им дал? Немам детали повеќе. Нели судиот треба да е налог за било што да ти тресат дома или било каде? Така би требало да биде, да, ама еве детали. Било што, кај да се утнал работава, судски налог и се интервенира. Така, јасно. На своја рука судова полиција не решавала таму. Јасно. Значи, судије нешто тука збркале работава. Кај се нашол, само ме интересира некаде таков јунак судија да потпише таков налог. Тоа ме интересира. Инаку има јунаци што ја пуштат како ова Јанкуловска на трудничко, на вакво, на онако боловање. А за вакви работи ги нема никаде. Чудна работа и тоа пак ќе кажа кај нагласам. Може е смешно, ама стварно чудна работа со овие суди. Кај нив треба нека финансова да влезе, па да се види оне како работа тие судиите и обвинители, разноразни правници држава. Од и највише патиме од нив. И овој криминал, нешто во него е нешто се губи врската, не ве слушаме добро. Тука сум бе, како? Аха, добро е. Да, сега е добро, во ред. Па тоа е, може дека надвор грмик тука кај мене за тоа. Охо. За да еве го врне удара на град мала тука. Добро, ајде да не ја тегнеме. Ајде поздрави. Нека, добро, фала, благодарам за јавувањето. Ете, Илија Громовник е активен и актуелен над нашето подрачје. Добро, ете и тие виши сили, гледате, имаат удел очигледно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Дали имаме гледач? Еве, зборуваме за работењето на финансиската полиција како дел од тој правосуден систем. Поднесуваат кривични пријави и еве според нивните соопштенија, последната пресконференција беше неодамна на 21 јуни. Тие презентира колку поднеле кривични пријави и така натаму, но прашањето понатаму се отвора колку тие предмети се решаваат од страна на обвинителствата, односно на судот, колку од нив ја гледаат својата разрешница. Факт е дека всушност, да, за доста предмети обвинителството оформува случај, но еве како решени предмети се чини дека бројката е далеку од солидна. Имаме ли гледач? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, би сакал први да кажам дека ништо не е случајно. Аха. И ова работа на пресконференција, сигурно сега ќе кажат. Случајно имам човек што имам пријател, другар, кажат дека 8 куќи точно не претресувале од друго место, точно ги знаеле, што значи ништо не е случајно. Нека тоа е, ќе видиме.
и се придружувам на луѓето што искажуваат и се револтирани, дел од овие бомби, вакви, такви, и ништо тоа нема никаков ефект. Гордана Јанкуловска може сега 3 деца, дори пензија да се зема на како беше со 3-4 деца нека роди. Дај Боже, нека и се живи и здрави. И ние на доди на затвор и плюс додаток, не знам дали се уште трае тоа. После трето дете, четврто дете, како што беше. Жално и многу други на Камчев го задоа пасо што доди на утакмица. А тоа се страшни работи. Добро и тоа. И би сакал, пошто ме испровоцира човекот, не со позитивно, не ништо за Гордиевиот чор. Дали знаете како Кемал Ататурк го решил проблемот со верата, како ја оделил во тоа? Со пиштолот, тој ти шо пукнал во сијалицата, рекол, вие сте знам. Тие се молеле цела вечер, одите се молеле да изгаснат сијалицата. Тој дошол, века, вие тоа ќе се работите и секоја чест. Мислам дека сварно ја дека Кемал Ататурк или некој дух од него, да дойде, мора да се реши. Жално и трагично. Извинете што вака сум револтиран и сочувство према луѓето што може би настрада, не знам за сите, тој некои настрада тие, може би стварно екзистенција имаат од луѓето. Но тоа е жално. Така, ви благодарам за јавувањето, ништо, велите, извинете што сте револтирани. Немојте вие заради вас да бидете револтирани, бидете смирени колку може. Ова што спомнавте Кемал Ататурк, тоа баш ете со сијалицата го покажува и она, нели, она изрека сила Бога не моли. Ете веднаш пиштолот и пресудил со сила. А ова што велите, ете, да видиме, да ги слушнеме и секако и жителите, се подразбира и финансиска полиција, официјално соопштени од МВР, но и жителите, имено градоначалникот на општина Бутел застана во нивна одбрана. Финансиска полиција рекоа за сега не можат ништо да соопштат заради интерес на истрагата. Видиме што ќе биде соопштено на официјалната прес-конференција. Имаше и приказни такви дека влегле и погрешка во некоја куќа и така, дека нормално ако е и погрешка предизвикале и трауми без причина. Од друга страна пак во такви акции и може и да се случат и грешки, но како и да е, ќе почекаме да видиме официјално и од едната и од другата страна кое е објаснувањето, кое е известувањето, за што станува збор и како обем и сериозност на делото, токму и со оглед на подготвеноста, да не кажам и силата со која се действувало, па и начинот, токму оној типичен десантен, така да се каже, пристап во рани утрински часови. Но добро, одиме со следниот гледач. Повелете, добар ден. Господине Исо, јас да ја довршам само мојата мисла. Кажете, повелете, да. Бидејќи разговаравме, но да ја довршам. Да. Во прашање мислата за Артан Груби. Добро. Неверојатно, тоа е прочитана личност, прочитана книга кај нас православните. Да не мисли тој дека ние пиеме бензин. Так. Никогаш не се знаеме каков човек е, дволичен, ама секогаш застанува на страна на мусиманите. Зошто, кој е тој да реагира на акција која е испланирана и која е во тек? Не знам зошто. Зошто не застане на страна на некои православните па да каже немојте бе така луѓе со тие луѓе треба људски, а не насилнички. Тој само поради таа пуста коалиција и поради тој пуст власт. Иначе тој никогаш не би дошол до таква функција како што е сега. И сега му се дава уште едно уште поголемо охрабрување да настапува така. Тој е во комисија каде ќе ги бира оние кои ќе бидат во новоформираното обвинителство. Тоест не обвинителство, него новоформирана таа наша тајна служба. Срам невиден, Заев прави нешто како човек, иначе за кратко и ние ќе те смениме и тебе. Пријатно.
Довидување и благодарам за јавувањето. Инаку, во исто време, еве, го спомнавте, претходниот гледач го спомна пратеникот Артан Груби, но еве пак, јас си спомнав на почетокот, еве сега и ќе ја цитирам, пренесам изјавата, токму на градоначалникот на општина Бутел Велимир Стојковски, кој застана на страна на жителите на селото Љуботен и еве вели, цитирам, јас со сигурност тврдам дека не е нелегален, се мисли на тутунот, туку е стекнат на начин преку работа на целата фамилија која го ниже цела година и за тоа се информирани сите институции во државата. Затворен цитат на градоначалникот на Бутел Велимир Стојковски. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас извинувам што пак ќе морам да реагирам и како на една друга емисија вклучувате гледач кога зборува и значи бизнес емисии. Муавет или бизнес емисии, извинете, вака. Што мора да ви кажам? Не, а на што мислите бизнес емисии? Па така, како може да ме вклучите кога зборува друг гледач за цело време? А за како? Сега ќе ми вратите парите што ќе ги платам. А какви бизнес емисии? И пак не бизнес емисии, значи гледа, мене ме вклучувате во емисијата, а предходно зборува друг гледач. Извинете, да. Не можам да разберам сосема, но повелете, зборете. Нема ни да разберете, пошто вие си убаво седите таму и а вие се мачите. Ве почитувам како човек и како водител и така натаму. Сите овие институции, вклучувајќи финансиската полиција, тие се сите подредени на власта. Финансиска полиција, судство и така натаму. Значи, тие што ги бират, пред него одговарат, а тие што пред некого одговарат, полагаат сметки, а ако не положат сметки, значи ќе бидат санкционирани. Жалосно за една мала држава и дали има уште да се краде во оваа држава, дали има уште, дали има. Не ми е јасно, јас сум возрастен човек, работе во стопанство на одговорни на обществено-политички, на секакви функции и ми е јасен целиот систем како функционира. Добро, ви благодарам за јавувањето и ве одиме веднаш со следниот гледач, повелете, добар ден. Може, добар ден. Да, повелете во програмата. Добар ден, Диме од Скопје. Аха, повелете, господин Диме. Јас ќе го започнам разговоров со турска изрека. Исав немаме веќе, Исав немаме во нашиве размислување. Значи, во дадени моменти толку сме примитивни, простете ми на зборот. Па како, во кое својство градоначалникот на Бутел дава таква изјава? Јас само се прашувам, што бил он присутен таму обвинител да тврди нешто што не знае? Па треба подхитно, после ова кога ќе се разреши како случај, подхитно да се земе на одговорност. А предпоставувам затоа што Љуботен е под општина Бутел. Ама добро, кој сведок е он, јас се прашувам. Тој во селото Љуботен. Он идел на нива со нив го обработувал тутунот. Да, но... А тоа за господинот Груби, тоа нека му служи на чест, не му е прв пат да дава овакви изјави. Тоа е очај од политичар и така. Ќе се навратам вчера на гостиварскиот случај. Водителот на групата, он ке на свој мајчин јазик даде изјав, на албански јазик. И сега он ке го советува, како прво господинот Заев е за него господин Заев, господин премиер. И он ке кажува Заев да учи албански. Па Заев ке си збори на свој мајчин јазик. Какви се тие изјави? Знаме на голема Албанија. Па до кога овака ќе оживеме животот овдека? Нека се запраша малце ценетиот почитуван Таравари. Прекрасен човек. Му се случува тоа во гостива, нека излезе со една изјава, нека даде или нека го седне неговиот лидер и да направат малце муабет со вчерашниот настан.
знамена голема Албанија во Централна Македонија. Па фудбалерката вчера што играше за шведска репрезентација, прекрасна косоварка, што не зема знаме после на... Да, добро, ви благодарам за јувањето. Повелете, добар ден за следниот гледач. Ало? Повелете, во програма сте. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Ало? Да, повелете, зборувајте, ве слушаме. Томе од Скопје. Повелете, господин Томе, повелете. Ало? Да, слободно зборувајте, ве слушаме сите. Во програма сте. Томе од Скопје. Повелете. Значи, јавна тајна е дека скоро цела година во Скопје на Бит пазар се продава режан тутун на диво. Тоа што можев денес да видам од медиуми, се работи за лански тутун. Аха. Постои посебен закон за тутун. Да? И тутунарите во декември месец молат Бога да го предадат тутун да си ги земат парите за таа мака. Очигледно е дека се работи Да, ве слушам. Очигледно е дека се работи за тутун кој е спремен да се реже, лански тутун, и да се продава на црно. Инаку, производителите на тутун заклучуваат договори со лицензирани фирми, добиваат семе. Да, ве слушам, повелете. Дали сте на линија? Да. Да, повелете. И го продаваат тутунот на тие лицензирани фирми и од нив добиваат пари. Значи, тутунот е посебен режим. Бидејќи подлежи на акциза и на данок. Така. И ваквата акција е токму во функција на зајакнување на правната држава. Добро, ви благодарам за јавувањето. Еве ќе видиме кое ќе биде и официјалното соопштение. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Јас ќе кажам нешто околу судствово. Кај нас ни треба еден Ердоган да ги собери сите суди, да не смеат од држава да излезат надвор, а ни треба романката од Романијата обвинителка или судика што беше една млада, да дојди и нема предметот денеска се дискутира, па ќе го закажеме после 5 месеци, па 6 месеци, него во рок од една недела, еднаш, два пати, три пати пресуда. Нема кукли играње, разлекување. Се знаеш име еден предмет се разлекува, тој више избледува. Да, се разводнува секако, да. Тој им е целта на овие. Абе за месец дена све може да се открие, затоа што еден судија може да се испита одма што спечелил со неговата плата. Еден адвокат не може да дери народот да видиме што спечелил адвокатов. Така. Париве тука се. Тие што си несени надвор, нека одговарат, нека ги вратат парите, нека ги ослободат. А иначе вака како што се тера, никогаш крај нема да видиме. Овие што зборува за тутунов, луѓе сега тутунот им го плаќаат отприлика мислам 200 денари, а тие сега си го дробат на црно по 800 денари кило, па нормално тие копаат, тие орат таму, тие се мачат, тие онадат, од една гледна страна имаат право да си го продават онака како што треба. Не може некој потта да им ја зема на нив, да си играат. Ќе му го плати 200 динари, а цигарите 1 кило, не знам колку пари изнесува ако човек пресмета. И тие нашле процеп, то не е кражба. Си го произвел, па нека го продава кога не му го плаќа државата како што треба. Не кради он, не кради. Нека види тутун. Да, ви благодарам за јавувањето, но ако е тоа во категоријата на акцизни производи, за кои треба да се плати она повисока стапка данок акциза, на некој начин тука
се прави затајување. Не велам за овој случај, немаме информации околу тоа, не можам да шпекулирам, но генерално за ситуација во која стока за која е определена акциза се заобиколува плаќањето на истата. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во програма. Господине, се чудам со овај народ, направи една фама за 100, за 500 кила цутун, се крена Македонија наназад. Пари се украдија во државата, толку криминали се направија, народот гледам дали е прост, дали е неук. Ги судија луѓето дека му фатиле 500 кила тутун, дај да ги обесиме, тежок криминал. Го заборавја криминало на Камческа, Милевска. Милиони се украдоја. Господјата мува не алази. Ова е срамота. Овие теми се за смешни што ги издавате. Кажете ги тие теми, зошто никој 1 евро не вратил во државата. Луѓето за илјадарка по извршители како убици ги третират, му се заканват за 500 кила тутун, емисијата се води. Ова е чудо невидено. Дај обесете ги тие со тутуна и да се реши проблемот. Го затруја народот веќе. Толку од мене. Добро, ви благодарам за јавувањето. Но еве и токму затоа еве ја и оваа тема која е и така како што еве ја перцепирате вие претходниот гледач, еве токму да ја откриеме и да позборуваме за неа. Тоа секако не исклучува да не збориме и за оние други работи кои ги спомнавте и всушност да направиме, да одмериме, да направиме паралела. Впрочем, за се она што мислите, ја затоа и кажав, доколку сметате дека, затоа и реков, колку е оправдана таа толкава екипираност, такви возила. Овде дојдов до информација, вели во 8 куќи се влегло. Од друга страна гледате колку луѓе, тимови се отидени, Хермелини и слично. Да направиме дури и паралела, дали е ова можеби, дали има врска со политика, дали е борба, справување со криминал. Да ја разјасниме ситуацијата, еве во разговори со вас. Токму затоа и вечерашнава емисија ќе биде посветена на тоа, па да направиме еден комплот, да го заокружиме сето тоа. И во разговори со вас, и во информациите кои ќе ги дадат и од финансиска, јас очекувам и од жителите таму да се слушне и нивниот глас. И велам еве и од вечерашно отворено студио со гостите кои ќе бидат. Добар ден за следниот гледач, повелете. Имаме ли на другата линија гледач? Повелете. Добар ден. Така да разговараме генерално, значи, затоа, за финансиската полиција, низиното работење. Еве, пред 3-4 дена во петокот имавме токму од нивна страна пресконференција во која кривична пријава беше покрената против МРТ. Ве молам да го намалите малку телевизорот и добар ден, повелете, во програма сте. Повелете, дали се слушаме? Се слушаме. Повелете. Добар ден, повелете, во програма сте. Видите, сега, да огледаме случајов, тоа е точно финансов криминал, али тоа е приватен финансов криминал, не е организиран. Луѓето на некој начин бараја можност буквално да ги зачуват фамилиите на некој начин, избегаја од плаќање на данок и нормално треба малку ниспрси да се погледа целата ситуација. Да не правиме дека од тоа државата страда. Обвинителството, кривичните пријави, судството, тука е веќе мешана политиката. Мораме да размислиме колку има влијание политиката. Се отворија вратите, се аболицираја. Други се затворија. Полека, тука има само политичко влијание. Нито обвинителството е криво, ни судството. Тука мораме да го видиме политичкиот момент. Значи, државата, и ти му ние добро рече, мора да се ослободи од снегите на политиката и во администрацијата и секаде. Така да бидиме малку по-реални. Немојте да ги окривуваме секогаш судиите, да ги окривуваме обвинителите или друго. Се поставуваат предмети, меѓутоа политичкиот притисок е голем. Двоглави мандатори имаме. Двоглавите мандатори имаат своји канали.
и делуваат и едната глава и другата глава. Де во обвинителство, де во судство, де и финансова полиција извршител. Тие се луѓе кои што гледаат дека има неправилности и покренуваат поставки. Меѓутоа, организираниот криминал зависи се пак од политиката, од тоа двоглавост во државата. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето и во ред е тоа што го спомнавте, да, од политиката, притисокот од политиката, но формално, правно, кои се тие кои се одговорни? Тоа се тие кои се на тие места. Знаете, и како што имавме и во предходни некои случаеви и така. Во ред, вели да, но јас работев по налог, ми беше кажано. Да, но ти си на тоа место, ти си директор, ти си овластено лице, одговорно лице. Во таа смисла велам и ова. Во ред е притисокот на политиката, но тоа се одговорни, овластени лица, авторизирани. Одговорноста е на нив. Тие го извршуваат тоа. Така да стои и тоа, знаете, не може, а потоа префрлите, па политиката вршела притисок. Иако не велам дека нема политика и тоа како. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Уште еден доказ во низа дека државата ја водат лопови. Да. Значи, Мијалков, Јанкуловска, Камчев, како беше министерката бивша за култура, сите се на слобода, а го одра овој народ, ја одраа државата, ја украдоа државата, ја уништија државата, ја упропастија државата, се на слобода и брзо по човекот во бутел, како беше ова селото, Љуботен, имал 50 или 500 кила тутун. Што е со овие лопови, кој тоа наредува, кој тоа дава налог да се отиде тамо, да се влезе, да се плашат жени, млади, стари, што знам, деца да се плашат тамо, затоа што имал, ајде, не знам, тропам без везе, 200-500 кила тутун. Так. Да. А овие лопови што ја украдоа државата по 100, по 200, по 300 милиона евра, па нели Заев тоа цело време збореше на телевизија дека ја украдоа државата. Кој од тие лопови се најде во затвор? Ни еден. Значи он на некој начин ги штити лоповите. Дали тоа значи дека и он е ист? Дали сте на линија? Да. Да, ве слушам, да. Дали тоа значи дека и Заев и неговите што ја водат владата се исти лопови како што беа тие, како Груевски, Мијалков и компанија? Значи, тој што има 200-300 кила тутун брзо удри со мотката по негов грб, а овие што ја оплячкаа државата си го мерат ушето. Така. Поздрав. Поздрави до вас, ви благодарам за јавувањето. Еве, без да навлегуваме во тоа има ли или нема криминал, со оглед на тоа што немаме официјално ништо околу тоа, но еве сепак и нека има, да речеме, криминал, хипотетски, дали ова значи справување на вистина со криминалот и тоа покажување на дело како се справува, не е битно, што еве кажа и претходниот гледач, 200-500 килограми, 1 тон тутун и така натаму, и тоа еве повторно како ефикасно може да се справи со криминалот, како што се беше исправувањето, нели, со првиот секретар на Министерството за информатичко општество и администрација, токму кога од меѓународните институции се појави притисок, тогаш многу ефикасно и експресно се реши тоа. Не е решено, но се делуваше ефикасно. Дали и ова вакво делување всушност е навистина насочено кон криминалот, и ако е, зошто не функционира во сите сфери? Тука забележав и во ова денешно наше дружење дека она што можеби помеѓу што се прави паралела е токму тоа. Не е проблемот и не е спорно да се справува и дека не треба да се справува со криминалот, туку дали подеднакво се справува во сите сфери, на сите нивоа. Значи, од една страна, ако постои тука криминал, во ред, нека се
решава, но дали подеднакво се решава и во другите сфери, и тоа особено таму каде што и уште помасовен. Токму затоа ја спомнав паралелата на она што финансиската полиција го поднела како кривична пријава и во изминатата година, а колку како број на решени случаи всушност бројката е минимална. Како и да е, почитувани, ви благодарам за ова денешно дружење. Отворивме интересна тема, покажавме навистина потребата од тоа да се има правда и правичност, што ќе покаже овој случај, еве, ќе проследиме и во Централниот дневник во 17 часот, а останете и во отворено студио со колегата Младен Чадиковски токму на оваа тема. Ви благодарам за денешното дружење, ви посакувам пријатен ден. Довидување.